Има една забуна зашто во најавата имаме дека почне од 7:30. Еспресо со Златев и Боцевски не е само ова ние што го збориме, туку и музичкиот избор кој оди на Радио Лидер од 7:30 до зависи ние кога ќе почне. Да ги расчистиме тука дилемите на слушателите. Гостинот го нема телефонот, стајно на сајлент. Да, се случува и мене ми се случило нормално, не е тоа за некоја посериозна замерка, особено откако ќе биде ставен. Ивица, добро утро. Почитувани гледачи и слушатели, имавме еден благ проблем со микрофонот и сега се враќаме во студиото на Радио Лидер, како што реков, во оваа сентиментална емисија гостин Намстковски гласноговорник. Ви фали ли Димитар Ковачевски? Ајде, добро утро и од мене. Добро е што... Близко и вака пред него. Како рече, најавата ви е за во 7:30, ама еспресото машината додека проработи и постигне температура доаѓа 8:15. Ние секој сабајле го носиме. Добро. Пресно ни е кафето, директно ова е Етиопија што го пиеме ово утро, малку киселко. Знам зашто одбора да пиеш турско? За да се освестам. Овој ден бара свесност. Денес сме без Ковачевски. Денеска треба да се констатираат оставките на Талат Џофери. И од денес ВМРО да помине власта во држава. Дел од власта заедно со ДУИ и со СДСМ. Апсолутно не е така. И со Алијанса, да. Апсолутно не е така, не може да кажеме дека се споделува одговорност. Ова е ден кога фактички почнува оној процес за техничка влада и кој што всушност е последниот столб на срамот од ден сонце ширен широко. Од оној пржински, од онаа пржинска средба и пржински договор кога се измислија Франкенштајни во Македонија. Од ЦЈО до пржинската влада, која што се надевам за добробитта на Македонија и фаќање на нормалност дека е последната ваква техничка влада во Македонија, како што нема никаде. И тоа е тоа, да видиме се седниците како ќе се одвиваат. Инаку туку што ни пристигне поздрав во емисијата, не слуша Игор Дурловски, кој што иде на пат кон Скопје, иде кон авионот во Виена, не слуша, ако ти се верува, преку интернет. И вчера во Бург театар бил сонот на летната ноќ, или сонот на ноќта според Иван Шекспир. Изведуване на многу убава комедија, еве да го поздравиме и ние. Поздрав до Дурловски. Пратеник и носител на кандидатска листа за изборна единица 5, така беше? Така беше. Ето, Мајцо микрофонот поблизу. Поздрав и од мене до господинот Дурловски, навистина. Еден од поквалитетните кадри во македонската музика, но оно што најмногу му го признавам на господинот Дурловски е тоа што тој се откажа од амнестијата за 27 април. Да не зборуваме. Не ја прифати амнестијата, не прифати да заврши судењето против него, туку сосем спротивно одлучи да отиде до крај во тој судски процес и на крај беше ослободен. Тоа говори на вистина, барем во моите очи, тој негов чин значеше многу. Сега нема да ги напаѓам тие кои ја прифатија амнестијата, сепак и нивните животи беа ставени во една навистина незавидна положба со се тоа што се случуваше, но ова е за поздрав и не може да кажам дека човекот не го направи баш вистинскиот потек да си го покаже интегритетот. Мене искрено ми е жал што влезе во политика, затоа што сметам дека луѓе од таков калибар нема што да се бават со политика, затоа што нивната работа е многу поголема од политиката. Така да кажеш како тој, како Симон Трпчевски. Апсолутно. Точно, јасно. Сега, секој настап на Дурловски во Милано е многу поголема, како да кажам, многу поголем успех за оваа земја од било кој закон што тој ќе го гласа како пратеник. Па дури ако сакате и политика што би ја спровел како министер. Тоа е некое мое лично мислење. Добро, зборуваме за нормални демократски односи, релации, држава, состојба,
во тој случај, да, би се сложил со тебе. Знаеме каква беше состојбата во тој случај кој му бил поривот на Дурловски да влезе во политика, затоа велам дека ова што сега се случува, ова стартот на оваа техничка влада за нели подготовка и кон фер избори и фер изборен процес е последното нешто што значеше нарушување на многу уставни закони и норми за да се нели што се предизвика во Македонија со тој Пржински договор, тргнувајќи како што реков од најспецифични се техничката влада, специјалното јавно обвинителство, упади во закони каде што навистина постоеше една дебата дали се ВМРО мислеше, извини, дека ќе направи некоја нормалност, меѓутоа и изборите во 2020 покажаа дека за да имаш нормалност во државата треба да имаш нели постоеше една дебата дали ВМРО ДПМН воопшто треба да влезе во техничката влада. Така? Одлучивте да влезете во техничката Законска влада. обврска е прво. Второ, ова е држава во која што правото и правдата гледаме дека не постојат. Значи јас сум барем тој што како портпарол на опозицијата е постојано со информации кои што ги споделувам со јавноста и ја алармирам јавноста за случувањата поврзани со криминал и корупција во највисокиот ешалон. Оние кои што треба барем да бидат декларативно точно. да бидат брана. Барем да велат не па ајде од трет ешалон од директори надоле па да се спроведува некое право, правда, срам, резил дека имало корупција и криминал. Ова е една безсрамност. Се гази врз правото, се виткаат закони, се тепаат луѓе на работни места, а гледаме како изостанува сиот тој процес. И сега, кога доаѓа период на избори, се сеќаваме и на 2020 година како беше изборниот процес во некоја корона состојба, колку имаше криминал и корупција и злоупотреби, но како имаше и виткање на пржинските норми, ако речеме така, на што сепак представуваше закон да решенијата на министерот за внатрешни работи беа тргани на страна и заменувани на влада, да се разреши технички министер како Рашела Мизрахи, многу злоупотреби и искривување на законот и затоа наместо да донесе една нормалност, едноставно доаѓа една ваква специфика како што Златев ја почна емисијата, како беше сега ќе ја споделувате одговорноста. Не е тоа споделување одговорност, би требало да биде една брана. Се надевам дека постои грам разум кај СДС и ДУИ, но ја знам црстата волја Стојковски можевте едноставно да не предложите министр. законска Што ќе обврска ве е. тужи, али у затвор или ке одевте? Законска обврска е и добро е да има Контрола. таква можност да има некаква контрола. Јас Стрелковски станува ли заложбата на ВМРО ДПМН да се нормализира законодавството во сфери да се тргне целата таа рашоманијада наречена. ВМРО ДПМН е уште во јануари 2022 година поднесе документ до собранието за укинување на пржинската влада. Тоа што Кога? Јануари? јануари 2022, значи Добро. пред 2 години. За разлика од членови на СДС и на ДУИ, за разлика од апологети на СДС и на ДУИ, кои што идат по медиуми изворуваат дека сега тоа било за некакви ситни политички поени или за да се направат тензии, дека се барало да се укине пржинската влада сега на месец и пол пред избори, демек наводно за да за да нема време да го представат како една фарса. Всушност фарсата е започната уште од претходно. Еве велам јануари 2022 и се поднесе еден документ до собранието од Никола Мицевски, но беше одбиено од СДС и од ДУИ. Зошто беше одбиено? Затоа што СДС мислам дека веќе тој период стана јасно колкав товар ќе им биде ДУИ и оној договор за 100 дена СЕО премиер Албанец и сака да го измеша тој
период тоа ветување дадено кон ДУИ за премиер Албанец со една искористувајќи го моментот на техничката влада, односно промената на Пред да одиме премиерското место. со рекламите, едно важно прашање за мене, Стојковски. Зошто ВМРО не одлучи да отиде со политички тешкаши во оваа техничка влада? Односно, зошто не одлучивте, наместо луѓето кои ги предложивте, кои се експерти во областа, Панче Тошковски од правото, госпоѓата Елена Иванова, мислам, беше по финансии, односно од УЈП доаѓа, Стефан Андоновски е млад, да не така политички кадар, Цветан одговорен за земјоделието во ВМРО подолго време, Ѓоко исто така непознат за пошироката јавност, кај вас во партија веројатно да. Зошто не одлучивте, да речеме, наместо овие луѓе да ги предложите подпредседателите, да ги предложите членовите на извршниот Ти разбирам, комитет? Ти го разбирам прашањето, особено што и вчера вие слушав емисијата. Па емисијата произлезе од тоа што Апсолутно, се да. разговори Но- во јавноста. Не можеме ние да бегаме од тоа. Зошто? Едноставно, ВМРО-ДПМН е огромна и најголема политичка сила во Македонија, чии што капацитети се, не би рекол неограничени, се големи и сега самиот Златев во прашањето рече едно многу познато име во правото и значи има големи луѓе во своите сфери кои што се навистина Да, но не е клучни- највисок функционер на ВМРО-ДПМН. Ама сега, Никој од но е висок, през неговото име има реноме во областа која што ја владее. Треба да ја познае работата, треба да и плюс ја има она технички приод за да ја заврши работата што му ја дава овластувањето како технички министер или помошник министер во министерството. Елена е стручна да чита бројки, кои што не секој може да ги чита. Да, точно, Гордана беше минатиот пат, сега исто не би било проблем да биде. На Гордана но Кочовска, смета дека, мислиме. да. Но Добро. за секој ни верувајте дека стои тим кој што ќе ги гледа фактички состојбите каде што ќе може да се Значи, ај алармира. сега Не е вака, тоа- имавме јас и Лјупчо една дебата во студио која што уште се прераскажува. Не, добро, Тој спомна една работа за која што Зборите- сметам дека понекогаш Ајде. во дебатата на крај доаѓаме до некој излез, кој е во право, зашо е во право. Тој вели дека улогата на техничките министри е да наблюдуваат, не да владеат. Точно, Се согласен? ти Да. не креираш политики. Не наметнуваш политики. Ти гледаш моментот, она што ти е законската, она што е рамката на техничката влада. Подготовка Добро. на фер услови за одржување на избори. Добро. Значи тука и законите те држат, нели? Не треба да има вработувања, треба Точно. да се спречат Оние дополнителни трошења, така да. трошоци, да се спречат исплати, да се спречат многу Добро. аномалии кои што се злоупотребуваат, да се спречат злоупотреба на полицијата да гледа или да не гледа криминал и подкуп. Тоа се работите кои што треба да ги водат техничките министри. Во таа насока, овие луѓе се луѓе кои што добиле доверба дека таа работа може да ја направат со врз основа на нивната досегашни покажани перформанси и она што значи познавање на материјата што треба да сработи таму. Она што е го слушав Боцевски најдобриот кој беше професор по кинески јазик изучувач? Да, министерот за телекомуникации во владата на Хелмут Кол. Така? Да. Значи, Одиме со кратка пауза за реклами, ајде. по која ќе се вратиме, почитувани слушатели, во вториот дел од емисијата, кој така се надевам дека ќе биде малку понапнат, многу некако сме смирени во првиот дел. Шом до Нема- Хелмут Кол стигнав, Ниту не каже. луѓето ми да викаат помине. што е ова, помина скоро пола сат, ниту ти и Ивица се скаравте, ниту се скаравте со гостинот и во право се за оваа забелешка. Треба да се скараме, ајде, ќе се скараме. Подбереме. Ајде. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели. Тука сме во Еспресо со Златев и
Боцевски, Наум Стоилковски е гостин ова утро. Собранието денес треба да ги констатира оставките на Ковачевски и Џафери, да избере нов спикер, а во исто време тука е и изборот на новиот премиер, тоа ќе биде Талат Џафери. Од СДСМ рано наутро пристигна сообщение са слаби кадри за техничката влада, ДПМН нема ниту кадровска, ниту програмска понуда, велат од владеачката СДСМ. Дел од предложените кандидати за во техничката влада се лични пријатели на Христијан Мицковски, дел се поранешни функционери во град Скопје, а дел се кадри од времето на Груевски. Така ги оценува СДСМ. Вашите предлози? Ке им посочам во рамки на да го продолжиме разговорот за техничката влада и за предлогот на министри, ке и предложам на Богданка Кузевска да седне денеска и да го следи YouTube каналот на ВМРО ДПМН или Facebook каналот на Христијан Мицковски и да ја проследи онаа трибина, платформа за иднината. Важно е да имаме фер избори, на кое што Христијан Мицковски како председател на... Што ти е важно? А тебе, што ти е важно? На Христијан Мицковски, Панче Тошковски, Ѓоко Велковски, Елена Петрова, Цветан Трипуновски и Стефан Андоновски ќе ги промовирате, ќе ги изложат своите гледишта за функционирањето на техничката влада. Од колку часот е тоа? Од 12 часот. Од 12 часот, почитувани слушатели, и вие приклучите се да видите дали изборот на ВМРО ДПМН ќе ви се допадне вас или можеби ќе го споделите ставот на СДСМ. Добро. Се видиш демократија И на ова доаѓа она мотото на крај, никогаш не било полошо, важно е да ги поразиме. Тоа е, види, ваша обврска. Апсолутно, и мислам дека тоа е обврска на граѓаните за да може да имаме една на вистина да тргне Македонија во една насока која што ќе значи враќање на патеките на демократијата. Верувате ли дека, знаете, има неколку тези кои јас ги слушам во изминатиот период. Порано не ги слушав, да бидам искрен. Кога ВМРО ДПМН беше на власт и после во првите години, нели, откако дојде СДСМ на власт, не слуша вакви тези, но некако од доаѓањето на Ковачевски наваму, кај интелектуалци, кај луѓе, па и луѓе блиски до СДСМ, дури може и од луѓе од блиски до ВМРО да се чуе ова, велат, абе знаете, не е толку проблем ни до владата, проблемот е дека ние стварно немаме во држава многу луѓе со капацитет, нема кој, едноставно системот е ваков затоа што се што е паметно се исели, такви И јас не се согласувам со тоа. Македонија има и капацитет, има и луѓе. Не го гледаме многу сега, да бидам вака. Тоа што во политиката не го гледаме многу, сега го гледаме кај што треба. Еве Друговски го спомна Симон Трчевски. Го има и во политиката, системот и наметнувањето на една недемократска атмосфера на живење, систем на терор и систем на галама го задушува просторот за интелектуалците да на вистина излезат со вистински предлози. Во еден систем каде што последните оценки од Европската комисија се на вистина страшни за една држава како Македонија, го гледав вчера интервјуто на Ковачевски какви све небулози искажа на последното интервју. Ја го оставив за викендот. Не, тоа морав да го видам, тоа да го изгледам. Мачно беше да се гледа тој човек како не ја искривува вистината, едноставно не ја збори вистината. Не ја збори вистината. Дури не верувам и дека е негова перцепција тоа што тој го збори. Апсолутно
интелектуалците и оние што навистина знаат беа оставени на страна, не им е дадена можност да мрднат, но и да дадат некоја идеја, таа идеја беше злоупотребена за да може да владае криминалот и корупцијата, кој што чијашто глава е во врвот на СДС и на ДОИ во владата. Вие имате искоренето корупцијата? Во ВМРО да помена? Каде ќе биде корупцијата? Како се прави? Дај ве помогнете им чим сте успеале вие тоа? Со антибиотик ли се прави? Како иде? Значи, како се искоренува корупцијата во една партија? Не види, рековме дека сега ќе пробаат со оџата да им забее. Да, сега имаме и оџе во антикорупцијска вработен. Чекаме Попи Рабин. Далеку е работата од таа за смеење. Далеку е работата од таа за смеење. Тоа што ВМРО има да го понуди, ќе го понуди во платформата за иднина, во програмата, доаѓа изборниот период, апсолутно таа програма се прави за граѓаните да слушнат, така што верувам дека дури и ќе излегуваме од фрижидер за да може да кажеме што треба да се направи, она што може власта да го направи, како и секоја во избори кога влегуваат од позиција на власт, треба да покажат што направиле. И ја навистина би прашал што е она што го направија СДС и ДОИ. Добро. Што е она што го направија? Од каде да тргнеме? Дали да тргнеме? Прашањето е да, што е она што го направија? Да тргнеме, да речеме да направиме на рута на движење, да тргнеме по улица Македонија од нели како ги гледаме знаменитостите на Скопје, ако тргнеме од кажи го старата железничка станица по улица Македонија, па и тука регулаторна комисија. Добро. Што се направи со регулаторната комисија и со струјата и со енергетскиот сектор? Што се направи? Што се направи? Се уништи. Ако тргнеме, имаш од поскапувања до она дека Рек Битола го тегнеа го реновира, го правеа, имаше милион злоупотреби таму, да на крај сега знаеме дека работи само со еден блок, така? Добро. И тоа кога беше најстудено оваа зима, работеше со еден блок и немаше можност да се приклучат другите и повторно трите елементи на енергетскиот систем за да ние имаме струја дома, си ја префрлаа топката кој е виновен. Добро. Така? Добро. Тоа е една сериозна и нормална влада не го прави, особено ако се знае колку пари фактички исцрпе енергетскиот сектор во државата од буџетот, за да после на крај се злоупотребат дури и сметките од Евана да ти вели дека владата е фактички таа што ти ја плаќа струјата. Еден многу лош маркетинг за власта. Па да одиме веднаш карши, тоа е дуќанот на семејството Артан Груби, купен по цена на дампинг цена на станови во помеѓу Пробишти и Свети Николе. Нели, по таа е некоја цена за да може да отворат огромен локал кој што нели немал врска Артан Груби со тоа, а цела влада, извини, на отварањето на фирмата што ја отвори брат му на Артан Груби таму, цела влада од ДУИ министрите да беа, па таму беа. Да. Па одиме понатаму, да одиме ли понатаму? Па да прошетаме покрај Соравија, каде што внукот на доаѓаме до трговски центар, нели, оно што се гушкаше, каде што се крадеше струја и одоздола имаше дали се разреши тој случај, каде што доле копа биткоини се копа. А сметките беа испорачувани на собствениците на дуќаните. Одиме во Соравија, каде што внукот на Али Ахмети, тој гениален предприемач, нели, предприемачки дух, млад човек што без денар го зазема трговскиот центар Соравија и тоа остана така. Па од тука ако го фатиме, ајде да тргнеме вака по патот, да поминеме, да тргнеме накај да видиме нели Македонија и да фатиме на патот што води накај излез од Скопје и да погледнеме, да речеме на Котке Визбего, ако поминуваш, да видиме тука гениалните изуми за лотарија на Македонија, на препарим шефот на кабинет на Артан Груби, огромните пари дадени и злоупотребите во лотарија што останаа нерасчистени. Па може да поминеме, се извинувам ако може да се навратам малце во центар, ги заборив најдобрата дискусија помеѓу јавното обвинителство за организиран криминал
и антикорупцијската комисија, двете институции вака што тежат, што да речеме јавното обвинителство, односно јавниот обвинител за организиран криминал кој што нели од телевизија го знае Али Ахмети, освен што му седи на рамо, како рече, нема да комуницира повеќе со комисијата за антикорупција затоа што беше спомната ДУИ. Да се вратам назад некај откај избегово, можеме да го посетиме оној ултра тежок скап проект кој што Бујар Османи го најавуваше милион пати и правеше, се подпишуваа нели разни договори за патот, односно автопатот до 12 километри до границата со Косово. Абе го направија тој? Што да направат? Пуштија кружен тек. Вчера нели мислам дека имаше некоја вест за таква работа. Значи не го направиле. Да. Од тука ајде ќе тргнеме по патот да видиме каква е состојбата во Тетово, таму 2 мандата претходно владееше нели висок функционер на ДУИ Теута Арифи, која што имаше проблем понатаму да добие некаков дипломатски статус од стратешките партнери на Македонија. А ако пробаме да се качиме на шапка, ќе го видиме оној гениален, велелепен проект скијачки центар Попова шапка, за кој што нели се најавуваше дека има огромна инвестиција и до сега требаше веќе да скијаат луѓе на тие нови патеки со хотели, со... Се случи ли тоа? Не знам, одамна не си бил на шапка. Но затоа се случи Артен Груби да добие хотел, нели, за багателна цена. Добро. Таму. Таму може да се вратиме и да тргнеме сега по патот на кај Охрид. Да поставиме овака, да се сликаме покрај, како што јас секогаш кога одам на таа страна, се сликам со онаа табла железото за почеток на работите на коридорот, односно патот Тетово Гостивар кај Патарината, кај што беше таблата дека тука треба да има работа, година дена стои и дури и таблата јас нема остана само железото рамот. Па да поминеме од кај Осломи да ги видиме оние златни. Чекај, добро сега. Не, осте сега. Турнејава, турнејава е што направи владата. Добро, Тур де Маседуан. Тур де Маседуан ќе поминеме кај Осломи каде што над една година постојат оние соларни колектори од соларниот картел, аферата Броило, Ковачевски и неговите. Осломи таму требаше нешто, што требаше. Да, таму има направена, но дури и има една, ако сакаш ќе ја препратам после, има една репортажа на Дојче Веле, вели ова е срамота, волкав соларен парк, а не е приклучен на мрежата. Стои. Парите завртеа. Така, броилото заврте. Добро. И од таму, по новиот автопат Кичево Охрид, турнијата, така за високи гости, меѓународни, може да заврши на кеот на Охридското езеро, во близина на универзитетот на Рамис Мерко, каде што ќе се испие кафе со најпознатиот градоначалник од Македонија во Соединетите Американски држави, тоа е Рамис Мерко, кој што 2 години ли е на црната листа на Соединетите Американски? Речи си 2 години, а и за тоа што влијае врз судски процеси, што мислам дека 16 процеси беа во кои што учествувал, а по ставањето на црната листа излезе јавниот обвинител кој што требаше да биде уставен судија, да се вратиме назад турнејава сега, назад до јавното обвинителство. Нема, веројатно и вели ние направивме истрага, таква работа ние не утврдивме. Веројатно гостиве кои што ги шеташ не си сигурен за нивната физичка спремност, инаку би ги однел до езерото на Чебрен горе на Црна што е формирано, претпоставам. Ама не се сите нели фит да ова се накусо овака една рута. Но сега да се вратиме сега клучното прашање. Рута која што покажува способноста на ова да се вратиме на клучното прашање, не тоа на кое што помислува Љупчо во моментов. Туку сега клучното прашање, ќе гледаме ли вакви епизоди ако по изборите ВМРО да помине формира влада? Какви епизоди? Вакви епизоди какви што се навикнавме да ги гледаме до сега. Најави грандиозно, ништо не се случи. И Facebook и Google ги чекаме, не заборавај тоа. И патека за Формула 1. Да, зиплайнот. И Oracle. Зиплайнот, остае зиплайнот. Да. Но еве, значи прашањето е. Кравите на Субрата Рој, добро. Субрата Рој ги чекаме сега да бидеме искрени, да не. А сега може да се враќаме ние многу наназад.
многу наназад. Нели беа затворени сите прашања со соседите и Македонија направи исчекор напред. Да, точно е. Тука им беа ептен за Нели се направија журки за ЕУ и НАТО. Па нели имавме датум 3 години. Како беше она? Имаме датум, почнаа преговорите. На здравје. Вистина. Да. Вистина. На Македонија и на македонците име прекуглава веќе од лажење. И ако нешто очекувам, по, да речеме, падот на вакви технички влади и укинување на закон за технички влади, тоа е да дојде Македонија во една нормалност во која што во изборна кампања на некој начин ќе престане да се лаже. Ќе престане да се градат со нацртани филмови Елон Масковски идеи за спейс центри и летечки тањери, или ќе престане да се лаже дека економски бумови ќе има и без работа ќе имаме 500 евра плата како што беше најавата, ќе престане да се лаже дека тек така може да се укинат определени закони или како беше на национализација и милион глупости кои што во политиката би било недозволено до тој степен да се оди со невистини и платформи кои што немаат разработена идеја и темел како би се стигнало до такви позиции. Каде гледам една сообщение пред предходните избори, Зоран Заев реферува вест дека за 6 месеца во земјата се отвора фабрика на Volkswagen вредна 150 милиони евра. Дали е таа до Ауди фабриката? Мислам чисто да прашам ова. Па не знам. Ако одиме на назад, нели Ауди отвори во Македонија? Да. И јас и ти може би се сеќаваме, не верувам дека Златев се сеќава. Па не може да се сеќава 97 било тоа. Тргнал во училиште. Во забавиште. Што, не знам, ја 97 генерално ништо не памтам. Забавиште. Да. Ја не памтам, ја и годинава ништо не памтам. Памтиш. Да се разбереме, не па 97 тоа. Значи, ајде, Стоилковски, дали каква кампања очекувате? Мене прво ние како медиум многу сакаме да има избори ради ова промениве на законот, сега од реклами стварно ќе профитираме. Ќе има пари. И да се покрие дома кујна да направиме, да и за вработениве да даеме некој бонус, че има. Реално, убава работа е која има кампања за нас како медиум. Има. Вие давате пари, СДС дава пари. Сега се надеваме дека годинава ќе закачиме и дуи како клиент. Това е многу безбедна инвестиција. Работа е каква, но од една страна кеш делов е супер за време на избори. Но кога ќе почне сега пропаганда, напади, по телевизија дома, ја ги бришам за време на кампања сите македонски канали, па само реклами има, друго ништо освен како се вика, реклами за избори не постои на телевизија во Македонија. Тоа е таму аукција кој поише реклами ќе пушти. Многу напната атмосфера, да се биде или не, пред свршен чин се става државата, и од една и од друга страна. Се крева топката многу високо. Секојаш тоа прљаво лошо изгледа. Каква кампања очекувате? Пред малку мислам дека ова што сега ме прашуваш се коси со оној моментот кој што пред малку ме праша, тоа е дека направи една обид за наметнување дека се што е паметно избегало од Македонија. И дека фактички нема капацитет. Не, добро. Не се сложувам со тоа, нели? Се сложуваат коцки, се согласуваш веројатно. Мом? Се сложуваат коцки, така ни велеа лекторите на времето, се согласуваш. Не се согласуваш, да. Благодарам. Работел во МТВ лекторите, му го коригирале што? Добро. Ајде, сега го фатам ја тебе да те коригирам сега. Дали ќе може да одговорам на прашањето? Ако може да одговорам, ако не да искам уште. Да се скараме, тоа е работа. Нели рековме ќе се скараме. Треба да се скараме. Да. Види, Златев, луѓе кои што водат
држава на ваков начин на кој што сега го опишав описно вака една, нели, колку за утринска да не ги напнувам слушателите и гледачите од утро да им почне денот со лошо да ги подсетам. Затоа ги прерипав оној значен символ за македонската полиција Шишабар, да речеме, или пукањето во Истгейт, нели, кои што останаа нерешени се уште, зашто зборував и на крајот на минатата година со вас двајца тука, за што се случувало околу. Ете, манав тепањето. Тоа се од луѓе што така постапуваат, кога не е кампања, не верувам дека би се воздржале во кампања да не пробаат да направат некакви за демократијата злодела. Така што, апсолутно, сметам дека, Панче, како предложен кандидат за министер, технички министер за внатрешни работи, не верувам дека ќе има лесна задача. Така. Но истото е и за делот на труд и социјала, каде што навистина секогаш сме гледале оној Сегде е исто, сите стад у тие сектори има технички министри. апсолутно оној обид за подкуп, за делење на помоши. Не само тоа, она риторика во јавноста, Стојковски. Оние гнасотилоци кои секој ден ги слушаме. Да бидам искрен, на дел од медиумите... Ама ете, пак ќе кажам. Да. Велиш, секој ден ги слушаме. И јас нема... и сите женови во партијата, јас, Марија, особено што сме на прв удар како портпароли на партијава во моментов по растрчани, има секој ден не можеме да постигнеме со соопштенија, реакции на искажаните невистини, со вадење афери и скандали за огромни пари. Како да ви кажам, јас 10 дена зборувам за 22 милиони евра, а одговор од таа страна реален нема, подкрепен со факти, туку ми се пуштаат луѓе од Фирер бункерот на од СДС, од Бихачка всушност да те напаѓа. Фирер бункерот, оној бункерот на Адолф Хитлер всушност, каде што се спакувал доле и сега има таму седнати луѓе кои што пишуваат со разни псевдоними да ти се закануваат по фејсбуци и по сите можни социјални мрежи, како демек ти наводно лажеш, а Сања била звезда. Кој сака нека биде звезда, проверија вистината дали е така или не е. 22 милиони евра не ги кажува на брифинг со новинари, излегува избори за како спречила за 3 милиони и тоа не го спречила. Така, ама поголемата број, што е по 22 милиона или 3 милиона? Мада пак збориме за милиони луѓе, како да ви објаснам? Значи да се вратиме во евра. На клучното прашање, значи пак гаранциите на ВМРО дека ова нема да се случува. Каде се? Гаранциите дека нема да се случува, вака сега. Првата работа која што е различна, тоа е фингерпринтот. Така. Дека оние полнење на односно гласање на 3 секунди, 5 секунди, 9 секунди што ги броевме, не може да се случат. Не може. Боже мој. Со вакви ликови што се заглавени на власти кои што мислат дека можат да влетат во контролна кула и да избегнат одговорност, апсолутно не можеш да се потпреш дека нема да им текне се и се што. Така. Мислам се, како да ви кажам, дури под притисок на јавноста беа повикани и собрани на пред дежурен судија во Кривичен. Мислам, Туковски, да. И сега доаѓаме до моментот дека би требало, ако ништо друго, ќе се алармира, ќе се преземат мерки за да може да се направи некаква контрола да не доаѓа до такви работи. Ќе одиме со кратка пауза за реклами, односно со кратка пауза за реклами, ќе одиме со крај веќе на емисијата. Помина 9 часот, Науми има обврски, Ивица има обврски, да. Ја имам обврска. 1 час полека. Добро, би можел само да заклучам дека јавноста е свесна за се што се случува со Македонија, дека ова навистина е еден период кој што мора да преминеме кон една нормално за државата, за да вчера видовте ги уапсија овие од Грчец картелот и ги прогласија за наркодилери, овие двајцата што ги утепа. Значи Јетон Крвањева жила и Оки, значи
луѓе во веќе Бог да ги прости, како се вика, нека им е лесна земја, колку време се убиени, и дури сега ги прогласи држава за дилери, дека биле дел, дури сега кривични и мудрија. Сега може и ќе ги осудат. Знаете. До сега никој не ги чепна, сега Оливер Спасовски прави акција и сега он ги фатил дека овие двајца биле лидери. Дилери на дилерите. Лидери на дилерите. Да. Гледа, ја не знам што фатил Оливер Спасовски реално или што има се Оливер Спасовски. Таму тоа допарва ќе се види. Ја знам дека во држава во која што се случуваат оние срамови со судски совет, со кажи ги сите небулози кои што беа таму до врховен да се дојде за да направат некаков циркус во правото. Држава во која што прво обвинет на 4 години, а 6 обвинетиот на 14 години која што беше пресудата за ласкарци. Значи тука ги гледам небулозите по цели 5 години од ласкарци. Апсолутно сметам дека на овие избори народот знае дека треба да се даде поддршка на сила како што е ВМРО ДПМН, што поголема сила за да може да има што поголем капацитет и да биде во предност да го мери коалицијскиот капацитет на партнерите од таа страна. Ти благодарам, Наум. Ти благодарам, Златев. Почитувани слушатели, на крај од оваа емисија да истакнеме дека една поддршка за колегата Маријан Николовски од телевизија Сител, кој МПЦ го даде на црковен суд затоа што објавил информации за одредени финансиски злоупотреби во црквата. Ова е за мене без преседан, затоа што да прогласиш новинар за еретик е малку така, не знам како да кажам. Црковните судови, според статусот на МПЦО, служат за оние кои шират лаковерие, за свештениците кои теолошки правилно не ги вршат тие работи. Црковен суд служи за оние кои го плюкаат Бога, а се христијани во исто време заведени во МПЦО. А црковен, не знам, за врачови, за такви некои служи црковен суд. Не можете новинар кој пишувал статус, не статуси, текстови за корупција во црквата, да го прогласувате за еретик, колку и да не се согласувате со него. Тоа е надвор од секоја разумна одлука на МПЦО, а особено ова го критикувам затоа што во Македонија постојат фанатични верници и на Маријан навистина може да му се случи нешто поради ваквото лудување на синодот на МПЦО. Како новинар сум должен да го поддржам мојот колега и сметам дека ја го прашувам, може ли да имаш црковен адвокат, радо ќе отидев таму да го бранам, ако има црковен суд, треба да има и црковен адвокат, нели? Лудо е ова, што го прави Македонската православна црква Охридска архиепископија, и сметам дека новинарската фела и сите кои се бавиме со ова треба да застанеме за нашиот колега Маријан Николовски. Останете со 107,4, уживајте во денот, ќе имаме одлична музика.